Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Почитувани слушатели и гледачи на Радио Слободна Македонија, јас сум Слободан Томич, автор и уредник на интерактивната трибина Гласот на народот. Македонија секогаш знае како да се справи со сите предизвици. Со сите измечари на рогатиот, кога знае тој истиот рогат да создаде непријатни ситуации и моменти, како да го раскара и да го уништи македонскиот народ. Но нема никош да успе. Покажа илјадници настани во историјата на Македонија и македонскиот народ дека се само инстант, така наречени травмекери, кои сепак ќе завршат на буништето на историјата. Кога и да е, во времиња, невремиња, само македонецот тоа може да потврди, со неговата мудрост, со неговата издржливост, трпеливост, благодарение во верата во Бога и религијата, а тоа е православието, знае како да се справи со најголемите лоши мигови и лоши мисли и лоши дела, октрирани, оркестрирани од измечарите, пак ќе речам, на рогатиот. Денеска, почитувани во Гласот на народот, по ваше барање, моје задоволство, поканив владици при Македонската православна црква, инаку големи наши столбови според ваша оценка, моја поддршка, кои знаат секојаш во името на Македонската православна црква и Светиот архиерейски синод, кој навистина катадневно бдее и ја се ангажира што повеќе да завладе, да зацаре мирот, спокојството и македонизмот во овие тешки денови на искушенија. 18 по ред денови македонците излегоа на сите места, каде на сите поедини ситуации за ниве е една јасна цел како да се одбрана државата. 18 дена светот веќе знае што е тоа што се случува во Македонија. За волја на вистината, правдата е тивка и спора, меѓутоа доаѓа. Дојде и денеска, според медиумите, дека дефинитивно траблмейкерите кои се служија со нечесни работи треба да ги положат своите есапи. Да не должиме, чудиме со еден мал джингл, а од мене и од Дино и моите почитувани вас гледачи, ви благодарам за вниманието. Пред да ги најавам моите соговорници, еден мал джингл и се враќаме во студиото. Останете со нас. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Почитувани, како што наев, со мене и со вас во наредните 50 на минути ќе бидат владиката Преспанско-пелагонички администратор австралиско-новозеландски Петар. Добро дојдовте, владико, благословите. Добро дојдовме. И владиката Повардарицки и митрополитот Агатангел. Благословите, добро дојдовте. Добро најдовме, Бог да ја благослови Македонија и радиото Слободна Македонија. Благодарим на Никола кој е денеска заедно со Дино со нас. Почитувани, телефоните се за вас 3131-332, доколку ни допушта времето, бидејќи ексклузивни соговорници, знам дека не очекувате и не гледате на сите 5 континенти. Поздрав до сите наши македонци во Америка. Знам дека добивме преку 100 пораки и ја следат оваа емисија. Ќе започнеме емисијата, Дедо Агатангел, ако ми дозволите, со Дедо Петар. Да, повелете.
и постарје има предност. Владико Петар, со оглед дека реков 18 ден поред, македонците излегоа и се вистинскиот беден на својата држава. Светиот архиерейски синод одржа седница и од таа причина сакам да прашам како ја толкувате актуелната ситуација, актуелните избедувања во Македонија? Светиот архиерейски синод бдее над состојбите што се однесуваат во Македонија, особено во последниве месеци од овие 2 години една сеопшта криза што се случува, што ја најде нашава татковина библискава наша Македонија, и морам да кажам дека Светиот синод поради тоа на една од своите седници имаше посебна точка од дневниот ред што посвети токму на кризата што е создадена во Република Македонија и даде соопштение откако изгради ставови, се разбира, по прашањето на кризата. Ставовите се следни, дека треба да се запази целовитоста или унитарноста на Република Македонија и нејзиниот интегритет и исто нејзиниот суверенитет, да се заштити името на државата и името на нацијата и сите белези што ги поседуваме ние македонците како народ, но и сите белези на нашата држава, а особено тука се однесува на химната, на знамето, на јазикот што е првенствено и најзначајно нешто, на нашата култура и на сите посебности што ги имаме ние како народ, како нација македонците. И исто така посвети внимание и на тоа дека да се надмине оваа криза, потребно е да се дојде до некакво помирување, за жал, во конкретниот случај, меѓу македонците, односно македонските партии, кои се сега една што се вели во опозиција, другата во опозиција, наспроти албанските партии кои се по прашањето на каузата албанска секогаш истомислени, имаат своја стратегија, имаат своја платформа, за жал и ваква каква што е погубна за македонскиот, ова најновата направена во Тирана против нас македонците, против името наше македонско, против суверенитетот на Македонија, против интегритетот на државата наша и така натаму, и против се она што е, би рекле ние, македонско. Од таа платформа произлегуваат многу нешта со кои се обезличува и земјата, и нацијата, и државата, и ние како народ, се разбира, и така натаму. И конечно дека во таа насока апелира Светиот синод да се дојде до помирување, на подавање на рака и така натаму. И смета Светиот синод, ако нема друго решение преку некое помирување што би дошло помеѓу македонците, македонските две клучни партии ВМРО и СДС, треба да се оди на избори за да се утврди точно колку нас не има во Република Македонија, бидејќи оваа криза започна токму од фактот, наводно, дека многу повеќе имало измислени гласови, така наречени фантомски гласови, или луѓе во Македонија, па токму тоа било и причината за да се свикаат вонредни избори, парламентарни, за да се направило решение, но видовме какви беа тие избори, како се одлага изборите и како тоа сето доведе до уште поголема криза, макар што дури и се случија изборите мирни и така натаму, не се излезе од кризата. Лично мислиме, а синодот тоа го посочи во своето соопштение, дека треба да се направи попис, бидејќи кај нас не е направен попис од 2001-та година, тоа е значи околу 15 скоро години, 14 години, а тоа значи дека во земјите каде што 2 пати годишно се прави попис, како што се современите држави така натаму, за нас е
катастрофално. По 12 години се уште немаме пописи да не знаеме кој е жител на оваа држава и живее тука и така натаму, а кој е надвор, зашто ние знаеме дека имаме од соседните држави, особено од Албанија и од Косово, луѓе кои и таму гласаат, и тука гласаат, и таму си, и овде си, така натаму, а всушност не се со постојан престој во Македонија, односно жители на Македонија, така натаму. Дедо Агатангел, дедо Петар спомна доста интересни работи, ние ќе ги посебно ќе ги дефинираме, ќе ги третираме. Во еден фудбалски надпревар, доколку резултатот е 1-0, 2-1, 3-1, се вака ќе гледам, бидејќи за жал многу станавме консументи на тие игри на среќа и ги посетуваме многу, да речам, тие лажевалници, меѓутоа тука не да дури се обложувале и за резултатот со изборите. Фактот говори дека победи ВМРО ДПМН на овие избори, но парадокс е тоа што не му се дава можност да формира влада, бидејќи ставен во една ситуација на еден ултимативен начин, со уценувачки конотации сендона, која е резултанта на голем број мешетари и мешетарења. Како вие го токувате сето ова мешетарење и резултантата што имаме екс-момент е ситуацијата, ова дестабилизација, што некој ја оркестрира и сака да ја продуцира? Јас ви благодарам што ме поканивте на вашава емисија. Горд сум што сум македонски владика. Прво, понизен пред Господа, бидејќи него му служам и служам на мојата македонска православна црква и на мојот македонски народ. И се гордеам со мојот народ, бидејќи овие 18 дена го слушам плачот на нивните срца и плачот на нивната душа, затоа што сите се загрижени за опстанокот на оваа наша прекрасна и убава света македонска земја. Победа е победа, дали ќе победиш со 1-0 или со 2-0 или со 10-0, се пишува победа и два бода за тој што победил. Тоа се случи на изборите годинава во декември и сите велевме дека тој што победил ќе формира влада. Сите се надевавме дека ќе немаме никакви проблеми, се ќе види како што помина изборите без никакви проблеми, така ќе беше и понатака. Тие што победија ќе се формира влада со партија која од албанскиот блок има најповеќе гласови и така тоа значи ќе беше истата влада, веројатно ќе се сменева личностите само и во едната и во другата партија. Но злото кое секогаш дебне на Македонија, а тоа зло е македонското име, бидејќи македонското име им спречи на мнозина, не само на Балканот, и на европејците, и на американците, и на други големи сили, кои никогаш не подале рака за да му помогнат на македонскиот човек и да ја помогнат на оваа македонска земја. Ние живееме со нашите браќа албанци во оваа наша мултикултурна македонска земја и јас верувам дека ниедна друга нација во светот нема поголеми права како што имаат права албанците во Македонија, затоа што сум живеел во други мултикултурни земји и ги знам правата кои ги имаат доселениците таму. Се случи тоа кога требаше се формира владата, кога се преговарало, јас не сум политичар и не знам како се преговараат тие работи, но од читање, од слушање, бидејќи денеска и децата кај нас во Македонија, секое семејство разговара. Да, политизирани сме сите а тоа ни се случува затоа што ја сакаме татковината. Со таа тиранска платформа се сруши небото врз Македонија. Црни облаци
ова е втора Голгота македонска. Многу Голготи оваа земја македонска наша претрпела и како што велат нашите поети, секоја педа македонска земја е натопена со македонска крв. Но верувам дека сега нема да се случи крвопролевање, но сите овие луѓе што излегува во 37 градови, тоа се над 200.000 народ македонци, интелектуалци, обични луѓе, од сите вероисповести, од сите националности, гледам многу од браќата Срби, Бошњаци, Роми, албанци има меѓу нашиве што излегле, а тие албанци се староседелци кои се родени од прадедо на овие македонски простори. Тие не сакаат проблеми да имаат. Да ви кажам пример, бидејќи сум од Чаир, во Чаир староседелците албанци веќе ги продаваат куќите и становите и бегаат во аеродром, во Пржино, си бараат да живеат со македонци, бидејќи навикнати се да живеат со македонците, а овие што се дојдени сега, со сила ги купуваат, тоа се од Косово и од не знам каде населени. Тука, знаете што направи, Бог да го прости, председателот Глигоров со давање на 150.000 или 130.000 државјанства. И така натака. И верувам дека ќе биде се во ред. Како што рече митрополитот Петар, и тоа е мислење на целиот архиерејски синод на нашата Света Македонска црква, се молиме катадневно, бидејќи сега се наоѓаме во пост и секое утро и секој вечер сме на богослужбите, се молиме за мир и спокојство, да се вразумат сите оние што сакаат да растурат оваа прекрасна и убава наша Македонија. Ние ќе мораме тука само еден мал блок реклами, 2 минути се враќаме во студиото. Продолжуваме со вас за мешетарењето и мешетарите кои се травелмекери и прават бели во Македонија. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Почитувани 17 часот 23 минути. Моите и вашите соговорници се владика Преспаско Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски Петар и владика Повардариски Агатангел. Говориме за една суштествена тема, тоа се актуелните избидувања во државата, како Македонската црква го толкува се тоа што се случува. Интересни одговори до Агатангел околу мешетерењето. Ова се дели од прашањата на народот, да бидам искрен, гласот на народот е Божи глас. Дека мешетарите ја доведува Македонија во овој, да речем, чорсокак, во овој лавиринт. Кој е клучот и за мешетарите и за овој хаос? Јас мислам дека сите оние кои доаѓаат од надвор не го познаваат менталитетот на македонскиот човек и на оние кои живеат во оваа наша македонска земја. Они знаат дека сме ние честни луѓе, честен народ, народ со големо срце и голема душа, народ кој длабоко верува во Господа, му се поклонува, му пее и му се моли и затоа обстанува оваа македонска земја, бидејќи Господ е заштитник на незе. Сите оние кои се во амбасадите, европски, американски и така натака, нарочито сакам да го повикам, бидејќи Америка денеска не слуша, амбасадорот Джес Бейли, кој еве денеска повторно го повикува нашиот председател, господинот доктор Ѓорѓе Иванов, да се повлече и да го даде мандатот
за да се формира влада. Јас го молам господинот Бејли да престане да врши притисок на нашиот председател и сите други амбасадори да престанат да вршат притисоци за да се формира нова влада. Нашиот председател е доволно умен и тој знае што треба да направи. И му благодариме на Господа што овие тешки моменти ни го даде да го имаме, затоа што ако немавме ваков председател, јас денеска мислам дека ќе имавме двојазичност, ќе имавме промена на знаме, ќе имавме промена на химна, ќе имавме промена на улици, промена на телевизии, промена на валута и така натака и така натака. За да не се случат вакви работи, они нека си ги пишуваат своите извештаи и нека ги праќаат до куќите од каде се пратени да следа состојбата во Македонија и да помагаат на оваа земја, а не да ја одмагаат и да тераат во ќорсокак. Многу амбасадори поминале низ ова парче македонска земја за овие 25 години. Ќе поминат уште многу, ние ќе ги слушаме, но нашите срца ќе бидат исполнети радосни со слободна Македонија. Петар, во контекст на сето ова, мешатарењето, мешањето, октруирањето на секакви упатства или диригирање, речам, како да се политички артикулира во државата, е резултанта што ние додовме да ни се смени името, основните белези на државата. Тоа е името, знамето, с краја да е сака сега и грбот, и химната и сено што е македонско, што не може да се купува со никако материјално добро, ниту да се најде, да речем, или да се трампа. Кој е вашиот став визави оваа жртва што некој сака да ги даде основните белези? Најнапред за слушателите и гледачите на Радио Слободна Македонија мора да посочиме дека Македонија е име со светски бренд. Кога велиме име со светски бренд, мислиме дека Македонија е, како што се знае, повеќе од 32-3 пати спомената во Светото писмо, како земја. Мошне познато е во целиот свет скоро да нема човек да не знае за империјата македонска во времето на владењето на Александар Македонски и пред тоа на татко му Филип Македонски и така натаму, и која била не освојувачка во смисла да врши насилства и така натаму, туку е една империја која сакала да создаде светски рамноправни народи, така да речеме, една светска демократија и така натаму, но како и да е тоа, прашањето ми е, односно, мојата мисла се однесува на Македонија како земја со име со светски бренд. И македонците како народ кои се споменати во Светото писмо, каде што има и двајца апостоли македонци, Гај и Аристарх, и исто така каде што светиот апостол Павле кога дошол во Македонија и кажал дека од тука, од Македонија се заврзало Словото Божјо, насекаде во Европа се разбира и нормално тоа е причината што низ историјата, а особено сега, кога се распадна Југославија и Македонија стана суверена држава, сите се погледи вперени во Македонија со цел да се избрише името македонско, да не постои како народ, македонскиот народ, да стане хибридна нација, хибриден народ, името да се поништи македонско за да остане егејскиот дел на Македонија како единствена, така да речеме, провинција македонска, наводно дека станувала грчка, знаејќи дека се до формирањето на грчкото кралство во 1830 година, дека Грција не била во Македонија, туку била до Олимп и така натаму. И токму во таа насока
е целото ова нешто што се движи, да се поништи името на земјата, на државата Македонија, исто така да се смени името на народот, името на јазикот, името на нашата химна, на нашиот грб и така натаму. Со други зборови, оние белези или символи што ја сочинуваат нашата држава и нашата нација и нашата црква, ако сакате, зашто и црквата наша се спомнува во Светото писмо и така натаму. Во таа смисла е токму ова несреќна, така наречена тиранска платформа што е направена и не случајно е сега таа се нуди, а сега се нуди затоа што сметаа дека македонскиот народ веќе падна на колена и дека тој е во состојба на еден делириум и во таква состојба кога ќе се најде еден народ дека е најпогодно време за да може да му се наметне нему таа платформа за промена на сето она што го реков е македонско и во тој контекст на нештата практично таа платформа може словно да се рече дека не е создадена во Македонија, се знае дека е подпишана и направена во Тирана, се знае дека пред тоа во Тирана беа врвни европски и американски Председателот на Америка беше председателот на Америка, луѓе, тој што замина и така натаму, Обама. и старата администрација американска со како што беше спомнато од директорот Агат Ангел на амбасадорот Джес Бейли, што значи тие сите има една своја задача и цел и намера Македонија да стане на некој начин држава безимена, нацијата да стане хибридна нација, значи да нема македонски народ и така натаму. Во тој контекст јазикот да си го изгуби своето име и така натаму и нормално не можеме да кажеме дека не се во целата оваа работа вклучени и другите надворешни фактори кои за време на оние протести што се случува од така наречената шарена револуција во Македонија, дека никој од нив не зеде храброст да каже еден збор на прекор на тие луѓе што уништуваа имот на оваа држава, канцеларијата на председателот на државата, што сквернавеа споменици на луѓе патриоти, војводи и така натаму, преседатели како Ченто и така натаму, кои всушност ги жртвуваа животите за ова Македонија во која ние и тие живеат и така натаму, и сето тоа што го правеа, кога тепа и полицајци и така натаму, ништо во тој контекст не беше кажано ниту еден збор од тие луѓе однадвор, но за сметка на најновите протести кои се прекрасни протести, мирни протести, каде што се движат татко и син, мајка и ќерка, дедо и внук и така натаму, сите тие имаме личен пример да ги говорат, видиме. ете тука се пред нас, ги гледаме и тоа сето говори дека станува збор за однапред нешто што е договорено, смислено и добро организирано и ете како почна да се јавуваат. Најнапред се јави Рама кој своевремено кога нашиот председател беше таму во Тирана, тој даде една изјава дека она што вие го пружите што им е дадено на албанците во Македонија, а ние не сме им го дале на македонците во Албанија, не можеме да го бараме од вас, да давате тие, вие нешто повеќе права и така натаму во таа смисла на албанците во Македонија, од она што ние не сме им го дале на македонците. Што е тоа што му го смени мислењето? Што е тоа што му го смени мислењето? Или сепак со далечински управувач? Јас мислам дека ова е сето организирана работа како што беше кажано и доаѓањето на Могерини тука што беше дојдено
и неизините прекори упатени на луѓето од мирните протести. И тука, во контекст на нештата, ќе споменам, веќе се од паднаа маските. И со паѓањето на маските се виде кои се организаторите на сето ова, кои ја прават оваа платформа, дека тука не се само албанците, не е само Рама и Тачи, кои се јавија без албанците. Рама рече нема Македонија, а Тачи рече земете во своје раце работат, односно во војна ако треба отворете со македонците и така натаму, и ќе си ги истерате сите работи што ги барате во платформата. За сметка на тоа се јавија и други, како што рековте, некои мешетари или видни личности, како што беше исто така овој комесарот Хан. Не, па и Хан се јави и така натаму, но спорот измеѓу, односно разговорот измеѓу Јанша и од Шведска Карл Билт го обвини Јанша дека вие ја подпалувате ситуацијата во Македонија, на што му возврати Јанша и му рече не ние, туку вие и твоите истомисленици и влијателни луѓе, значи покрај Карл Билт и тие другите што се западњаци, и оние сигурно во Европскиот парламент голем број оние што седат, што се платеници на Сорос, и сите други здружени кои се платеници или дел на тие може да се рече слободно компании или организирани моćници кои всушност ги плаќаат луѓето. Па сега ако ги плаќаат тие луѓето, тие мора да одработат. Во таа смисла му одговори точно овој Јанес Јанша и му рече не ние ја подпалуваме ситуацијата во Македонија, туку вие што законита влада десничарска туркате од позициите на која таа се наоѓа и го создава тоа што, значи конечно да заклучиме по тоа прашање дека оваа платформа и се ова што ни се случува тука не е тука создадено во Македонија, тоа е создадено надвор и случајот со прислушувањата не е овдешно, туку е однадвор. Сега веќе отворено проговорија и овој Ван Хојте кој меѓу другото кажа дека па не било никаков проблем со тоа што ќе била федерализирана Македонија и што ќе имало кантонизација канатаму, макар што оние кои беа застапници на тоа и ја бранеа платформата, вереа дека нема да има кантонизација и нема да има федерализација. Сега отворено да зборуваат надворешните фактори, дека ќе има. И тоа е целта, значи и промена на името. Значи целеа дека сега е моментот тоа да се спроведе и да се промени името, бидејќи народот паднати на колена. Но се измамија во проценката, зашто народот од една мала група што започна да се движи низ скопските улици, прерасна во цела Македонија едни прекрасни мирни протести кои се со песна се одвиваат и така натаму, и во тие мирни протести што се одвиваат со песна, ние слушаме само патриотски убави песни, ненавредливи песни, не се така девастираат моментите, но би сакал да поттикнам дека сега е моментот пак и овие што се занимаваат со музика и писатели што пишуваат, сите се да се вклучат, и не македонски само и албански, па ако Македонија се вели дека има преку 800 до 1000 песни испеано за неа, сега нека испеат уште 200-300 песни за Македонија, па да одиме на Генис, да се потврди дека единствена земја во светот за која се испеани толку песни е токму Македонија, државата наша Македонија, земјата наша Македонија, македонска, и така во тој контекст мислам да треба да се одвиваат работите. Па затоа, за овие луѓе за кои веќе зборнавме и за она што е скроено за нас како татковина за Македонија, очигледно е направено така да бидеме ние да исчезнеме како народ, да бидеме една нација хибридна, државата да си го смени името, како што беше кажано, треба албанскиот народ да стане државотворен народ, а ние што ќе исчезнеме од тука како хибридна нација, не ќе бидеме државотворен народ, и тогаш во една држава ќе остане единствен државотворен народ, албанскиот народ,
А како завршница на тоа е изјавата на несреќната пратеничка од Албанија Дода Месила, која меѓу другото кажа дека ова не е Македонија, па макар да се нарекува и Фиром, туку тоа е всушност Илирида, која што ќе биде албанска провинција. Значи, конечно, не ние го измислуваме и кажуваме ова. Ние само го презентираме она што тие го скроиле и што тие веќе на некој начин го презентираат за севкупната јавност и свето да го слушне, но ова нема да се случи така, зашто народот е непобедлив. Гласот на народот е глас Божи, а народот македонски веќе го крена гласот и назад нема, но сето тоа сакаме да биде на еден цивилизиран, демократски, културен начин, не со пцости, не со уривање, не со рушење, не со скрнавење на имот и на споменици и така натаму, како што тоа беше и така натаму, туку на еден најпрекрасен, достоинствен начин. Тоа го бараме и тоа го очекуваме од нашиот народ и се надеваме дека тоа и ќе се случи. Дедо Ангел, со оглед дека еден добар, обширен дискурс имаше од дедо Петар, но во контекст на се тоа што сега го начна, а не ми останува да не ме прашам дали не треба да бидеме пасивни, односно да не бидеме наблюдувачи во делот на решавањето на овие замки што не ги прават со години, како што спомна дедо Петар, и општо јавно мислење. Октрирани документи, како што беше Охридскиот договор, сега платформата кои се продуцираат во далечни, во други кујни и така натаму, одека само се имплементираат. Кога имаме бели умни глави, според констатација и реакција на народот, а тоа е Македонската академија на науките и уметностите, кој до овој момент ја има една улога на еден наблюдувач. Сека чест на исклучуци, тоа е академик Маџуков, кој упати силен крик и апел, час поскоро или веднаш сега, да има една мобилизација во најавторитетната институција МАНУ. Прво би сакал да се само една реченица, нова следо Петар што го произнесе. Сите негативни изјави околу непостоење на македонскиот народ, дека оваа држава не е македонска, дека е албанска, ниеден од македонските албанци кои ги бараат сите права да ги имаат овдека во оваа наша македонска земја, не се произнесна на ниеден медиум да рече дека тоа не го прифаќаме, ова е наша земја, тука сме родени, не сакаме вие од надвор да не советувате дали ова Македонија или не е Македонија. Туку оној што сака да седне во парламентот или во владата, господинот Села човече, како не се страмува, не можам да разберам. Тука роден, тука живеел, со македонци живеел. Ако не беше територијалната подела, тој денеска немаше да биде началник на Струга, сигурно. И ми ги дадува селата там албански, сега стана тој градоначалник бидејќи се поголем број. Што се однесува до нашата Македонска академија, која ќе кажеме Македонска академија, секој народ се гордее со својата интелигенција. Тоа е, значи, мозокот на државата, мозокот на обстојувањето на еден народ. Ги почитуваме, бидејќи, мислиме дека многу работи ќе можеме да научиме од нив. Но јас овие денови се страмам. Не само овие денови, но и претходно, што ни се случува подолг период, не спогнаа сили ниеден од академиците да застане на браникот на бранењето на нашата земја македонска, бидејќи сите се тие таму македонци и мал број албанци. Еден се осмели од браќата наши македонци, господинот академик Маџунков, да ја каже вистината, дека на вистина Македонија во овој момент е загрозена, земја загрозена. Ако бидеме индиферентни на се ова што ни се случува, тогаш можеби и да изгубиме Македонија. Спомна и христијанството, мислејќи на православието. И православието, ако земете вие
а сигурно вие повеќе следите состојбата во светот, сите православни земји имаат проблеми. Сите православни земји имаат проблеми. Значи, удрено европските сили, американските сили удрени се против православието. И за тоа овие работи не се случуваат и мисля дека ние сме мал народ и ќе успееме. Јас не сум тој што треба да ги повикам академиците да навистина да го земат овој народ што шета по улици во 18 дена. Ги гледам овдека каршива со дечиња, сега тука имаше дечиња од 4, 5, 6 години. Родителите ги фатиле за рачиња и шетаат низ македонските улици, низ ова наше прекрасно Скопје. Во знак на протест за да се сочува унитарниот систем на нашето македонско живење и остојување на оваа земја. Јас сум изненаден од академикот Кулаковска. Јас Кулаковска многу сум ја почитувал и многу сум ја ценел, но со ваква изјава една и да ви кажам некако срцево ми го прободе, душава ми е изгоре. А исто така сакам да го спомнам и господинот академик Аладин Абази. Тој академик стана во оваа држава, не стана во албанската држава. Тој стана академик во Македонија. Македонските академици го бирава да биде академик. Што ни направива со енциклопедијата? Станава 3-4 таму академици албанци, не им се допаѓа, повлекува енциклопедијата. Еден народ сме, мислам, единствен народ сме, може би, ајде, во афричките земји тамо некаде и низ Азија, може народи кои немаат енциклопедија. Ние сме единствен народ, сега останавме без енциклопедија. Сите се молевме и му благодаревме на Господа што ете се најдоа луѓе да направат, да напишат и сега ја повлекува. Не е повлечена, таа пак е во нашите домови, по нашите македонци и оние што ја сакаат Македонија. Така да ги молам академиците да застанат на браникот на одбраната на нашава земја. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на Радио Слободна Македонија. Да, почитувани, евидентно е дека е голем интересот и од ваше војње, но да најдем на разбирање со оглед дека големи и силни соговорници имам и го со голем пиетет да ја следите оваа емисија Гласот на народот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија на 96,0. Спомнавме за пописот. Домачински е секоја куќа да се ја знае куќниот ред, не само куќниот ред и бројноста на се она што го има и како инвентар и како се она материјално благо. Дедогат Ангел, кај што седите вие, пред речиси неполна недела, седеше поранешниот амбасадор на Австрија во Македонија, доктор Харал Кочи. Една блискина, он само кажам една секвенца дека бабица на Албанија и Австро-Унгарија уште 1912 ја формираа како вештачка држава, Србија да не излезе на море. Но сега, вели, тоа дете се разгалило и бара многу. Фигуративно се кај паравола се служил. И вели дека пописот, според пописот и неговата информација, според неговите сознанија, во Македонија не станува збор за 25% од албанско население, туку 15%. Зошто и кој се плаши од попис и зошто нема попис во Република Македонија? Па видите, вака, јас му благодарам на господинот Кочи, поранешен амбасадор во нашава Македонија, му благодарам затоа што тој им дал помалку од колку јас што им дадов дека се населени во Македонија. Он им дал 15, јас 17 им дадов. Па видете, јас мислам господинот Кочи има повеќе сознанија, бидејќи тука работел, он има служби, наблюдувач, да. И они сигурно има своји механизми за тоа да со информации да испитаат кој колку сме и така натака. Сето ова што ни се случува сега околу пописот, што не сакаат некој да има попис во Македонија, се случува од проклетиот Охридски договор. Ќе го наречам проклет затоа што тој договор
многу проблеми ни создаде на нас македонците и на сите други националности што живеат овдека. Понижени се србите, понижени се турците, бошњаците, ромите, власите, сите оние кои тука со векови од дедовци, од прадедовци живеат, затоа што еден народ одеднаш стана 25%. Јас не можам да разберам кога толку се намножи овој народ. Или пак оние држављанства што ги даде господинот Григоров 120.000, 130 или 150, колку беа што. Не можат и толку да станат повторно. Бидејќи и они се иселуваат. Според моје мислење треба државата, од кој се формира владата сега, ако не се формира влада, веројатно ќе има нови избори, кога ќе се создаде стабилна влада, треба да се организира, да се изврши попис на целото население. Пописот не се изврши целосно на целата наша држава 2004 година, затоа што во Западна Македонија не сакава во пописните комисии да има македонци, но барава само албинци видак, наводно дека не разбирале македонски, не можеле да се разберат со тие што ќе попишуваат. И тука се прекина, мислам. Еве јас во Велес бев, не тогаш бев во Штип, Владика Брегалнички, не дојдоа ке мене, не топорна врата, никој немаше ни Штип, мислам, низ Источна Македонија немаше. Не знам во Скопје како беше тогаш, не се сеќавам. Зборуваме се 2011 или за првите? 2011 беше што прекина. Да, за 2011. Тогаш во Велес бев, не дојдоа, не тропна на врата да не попишат, бидејќи живееме повеќе. И не верувам дека дојдоа. Затоа сега е времето да се попишеме и тогаш треба. Јас му одговорив на господинот Ефенди Режеп Сулемани, бидејќи тој во една колумна многу ме навреди, но јас му одговорив во едно мое писмо. Му кажав дека ако он, математиката му е погрешна, ако он тврди дека 300.000 излегле сега на 11 декември, 300.000 албанци, тоа биле 50%. Значи, ако излегле 100%, тоа се 600.000. Погрешна математика, знаете, тоа тие. А ние сме излегле 950.000. 80%. Тогаш они ако излегле 200.000, како што имаа гласови 210.000, тогаш они се 17%, од 16 до 17% ќе му ги стави да ги 210.000 граѓани. 17%. 3% да оставиме во албанските гласови, неважечки. А повеќе бија наши неважечки. Да. Разбирате, тогаш кај нас излезе на 85-90%. И не можат они да видат 25% веново. Така да, еве сега замолуваме новата влада ова прашање да го реши, бидејќи е клучно прашање за останокот на нашиот народ и за правата нивни. Чи попис по секвецена? Мора попис да има за да видиме кој колку право има на ова парче македонска земја. Честно и домакински. Ако тогаш треба и ние како народ, еве јас како црква, како владика, како ги повикувам сите наши браќа македонци во Беломорска Македонија да станат, да не се плашат од тортурата на грците. Ги повикувам сите браќа од Пиринска Македонија, сите браќа од Албанска Македонија да станат и да го кажат својот глас дека таму живее македонско население. Дед Петар, многу сме при крај. Може ли во 2 минути да собереме таа информација? Тоа е друго, простете, молам. Значи, за геноцидот и секако дека задирањето по името задира и по идентитетот и на самата македонска православна. Една точка од таа платформа била и да се донесе во парламентот на Македонија одлука или став дека
нашиот народ извршил геноцид врз албанците од 12 до 56 година. Тоа е нешто карактеристично и многу непријатно за нас како народ, бидејќи ние не можеме да говориме за тој период од 12 до 44-та, затоа што ние немаме држава на овие простори, тука владеат, се разбира, и бугарите, и србите, и италијанците во време на војните. Западна Македонија заедно во договор со албанците, здруженоти, тие беа во нивниот табор на италијанците и така натаму, и ние наеднаш сега стануваме на тој начин непријатели на тие наши соседни народи, а токму тој што го подпишал или го направил тој договор за таа платформа од нашите представени, сега да не го споменуваме, знаете на кого се однесува и така натаму, дека ние сме биле единствениот виновен народ што сме имале непријатели околу нас. А со ваквата наша одлука или став, практично ние стануваме непријатели на тие народи, бидејќи ги прогласуваме за геноцидни народи. Од друга страна, ние пак сме геноциден народ од 44 до 56 година, од за тие 12 години ние практично прогласуваме дека ние сме ги уништиле на овие простори албанците, и тоа е она најкатастрофалното за нас како народ и како нација, и мислам дека по прашањето на геноцидот е тоа едно најстрашно нешто што може нам да ни се случи, а не можам да замислам дека македонците одасно натаму до 56 година извршиле геноцид врз албанското население. Добро, така да рекол дека задирањето на името задира и на идентитетот и ликот на македонската православна. Секако. Да, само најкратко можеме да ете. Името и сите други нешта што ја чинат нашата нација, името на нашата држава, на црквата и така натаму, се нешта на кои мора да водиме сметка, бидејќи се извршили името на македонската држава и името на македонската нација и на македонскиот јазик, се брише името на Македонската православна црква. На тој начин ние со една таква одлука или став донесен во собранието на Македонија, конечно ќе извршиме самоубиство. Стануваме самоубиствен народ кој сам доброволно си подпишал на некој начин самоуништување. И мислам дека овој наш народ треба да се крене цврсто со својот глас и да каже дека од ништо не отстапуваме што е македонско и дека треба да се направи без поговор една платформа македонска во која ќе се стави не само црвената, туку и жолтата линија, дека понатаму во Македонија не може да се менува ниту име на држава, ниту име на нација, ниту име на јазик, ниту име на црква, ниту ништо што е македонско. Од тоа не сме никој да отстапи и ни еден народ што живее тука. И благодарам многу што бевте гости во Гласот на народот, ви посакувам добро здравје и лесни пости, како да речам, поминати заедничка молитва. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, благодарам за вниманието. Простете што ова емисија не може да ја вклучам. Ќе најдам на разбирање сабота во 11 часот нова фреквенција ќе правиме сублимат и секако ќе имате да коментирате нова тема. Уште нешто ви благодарам што бевте мои гости. Благодарам и ние. Пријатна вечер. Јас сум Слободан Томич, автор на Гласот на народот. Вие сте на фреквенцијата 96,0 и гледавте и слушавте емисијата Гласот на народот на Радио Слободна Македонија. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот.